Сме биле подалеку од ЕУ, изјави вчера една од најпознатите европосветени експертки и една од најпочитуваните. Што сакам да кажам? На дневен ред е разрешување на тројца министри во коалицијата, олигархиските интереси, бизнис логиката. Како може иначе да влезат во иста коалиција партија што повикува на завети и партија која се темели на хуманизам и солидарност? Се е можно во оваа држава. Второ, околу односот на коалиционите партнери. Кога ќе влезат зелените во коалиција со социјалдемократите, задоволни се со 1 до 2 места. Истото е и со ЦДУ, ЦСУ и либералите. Кај нас не се знае кој го добил легитимитетот и кој зашто одговара пред граѓаните. Премиерот е тука пред мене. Менување, разрешување министри во последна година е редок феномен. Освен ако не сакате да поентирате и да разрешите некој министер заради голем скандал. Ке ве подсетам на Борис Џонсон, ама тогаш требеше овде прво да им се заблагодарите на сите, како што рековте добро и лошо, ама не е тоа добро. Оти ако нема причини за разрешување, ако не убедите нас, тогаш знаете што е консеквенцата секаде. Премиерот си поднесува оставка заради лошиот избор. Репетицио est mater studiorum. Вие пред една година не убедувавте дека трите личности кои сега си заменуваат дека биле најдоброто решение за реформите. Она што им замерам и на разрешените. Демократијата како и љубовта се учат. Што требаше? Да се одважат, да дојдат овде и во 15 минути да објаснат зошто не поднеле оставка, односно да кажат дека нема причина за разрешување. Премиере, волшебници да ви се, богови да ви се овие луѓе што ќе ги вклучите во владата, за една година не можат ни да се адаптираат, а камоли на вистина да ги продолжат реформите. Јас знам дека сте били изложени под страшни притисоци, но еднаш мора да им кажете што е правична и соодветна застапеност во политиката. 15 пратеници, од 120 ќе им пресметате толку министри. Ова ви го кажувам не како политичар, туку ви го кажувам како експерт. Зошто иначе ги мамите граѓаните кои гласале за вас? Оти не може некој што не бил во коалиција предизборна со вас, во постизборното коалицирање да ги земи функциите за кои вие сте гарантирале дека ќе водат кон реформи. Што се однесува до колешките и колегите од Алијанса, запознав мнозина од нив овде. Ке останат исти за мене. Јас нема да се мешам. Ке ги ценам како индивидуи. Меѓутоа, морам да кажам дека, повторно, репетицио est mater studiorum. Се плашам дека, може би, ке се соочат со истата одисеја како и оние од алтернатива. Доколку и влезат внатре, посакувам да бидат субверзивни во демократска смисла, ама не верувам дека е тоа можно. Не сакам да поверувам дека биле под притисок на стокхолмски синдром, бидејќи ги познавам и ги почитувам, но мислам дека не е тоа европејството што ги влече, оти рековме никогаш не сме подалеку од Европа, не верувам дека тие може за една година да ве приближат, мислам дека биле на некој начин прагматични,
како англичаните, ако не можеш да ги победиш, тогаш придружи им се. Ама не можат да се придружат во држава што може слободно да ја наречеме дуистан. Тие зборуваа за опасноста од дуизацијата и се разбира дека темното не можат да го направат бело, меѓутоа сакам еве да го видам и тоа. Да подсетам, дури животите укажуваа дека им беа загрозени. Еден од нив овде кој звонедно го почитувам, зборуваше за Достоевски, зборуваше за злочин и казна, зборуваше дека никогаш нема да седне со Расколников и се разбира не му е местото таму. Значи, што би сакала да ги подсетам? Како што јас не можам да ги избришам од мојот пратенички живот, сакам да ги подсетам на она што го зборуваа овие неколку години, но особено она што го кажуваа на 15.8.2020 година. Никогаш нема да влеземе во влада со искомпрометирани партии, со криминалци, не можете да се борите против криминалот. Сакам да заклучам дека крајно некоректно, без оглед за кого се работи, беше ваковиот однос кон коалицијата, особено на премиерот кон тројцата разрешени луѓе. Исто така, мислам дека од ова ќе извлечеме една голема лекција. Најважното што сакам да го кажаме, овде дури чувме и готово една колешка рече дека имало предупредувања од радикализација. Не верувам во тоа, ве подсетувам. Вие баравте рамковниот договор да влезе во преамбулата. Иако ако требало да влезе 2001 година ќе влезеше. Тамо многу убаво пишува дека се гарантира непроменливоста на унитарниот карактер на државата. Молам тоа секогаш да го имате во предвид. Се надевам дека оваа тажна приказна, која е ретка, никогаш повеќе нема да ни се повтори. Благодарам. Реплика Снежана